Зошто во Че не може другите анархично да земји не функционираме? постои закон кој воспоставува ред? Има еден пример. Минатата година, односно есенва, бев во Украина на една конференција на новите медиуми, на светско ниво конференција, каде што имаше одличен пример како функционира, на пример, медиумската сцена во една Украина. Таму бил укината највлијателната телевизија, нешто слично како во Македонија со А1 телевизија, тие основале, направиле еден интернет портал и сега власта размислува да се направи нормално закон за интернет порталите. Што беше нормално сватено како скандал без преседан во кога една власт сака да стави шепа врз медиумите. Значи, најважна работа во нашиот феснав е само регулацијата, заштита на новинарите. Меѓутоа, само регулацијата тогаш го исклучува законот. Значи, во Македонија имаме ситуации каде што јас лично како главен уредник на Нетпрес, у случаеви кај што сме имале буквално највулгарно крадење на вести од дописници странски што ние ги плаќаме. Значи, ја крадат веста и ми викаат, значи, нема закон со кој ти можеш нешто да ми направиш. Не, точно, дај, документирам јас ќе дадам адвокати да го добиеш. Роберто, муабетот ми е, тоа е муабетот. Само на кое ниво им е свеста на размислување. Значи, не се работи за свест. Не ми треба ни закон, ни ништо. Погледнете ја, само свеста на размислување каква е. Не можеш ти мене ништо да ми направиш ако сум ти ја украл веста, докажи. Значи, само свеста на новинарите добро, само свеста со закон не можете да... Ја имам прашање. Само свеста не може со закон, да. Меѓутоа, ако гледаш дека нема друго, викаш закон за авторски права може би тоа. Да, па затоа ја реков на почетокот, најважно ни е законот за авторски права. Тогаш не е потребен закон за медиуми. Ти викаш свеста. Ја имам прашање за тебе. Што ги намали пушачите во светот? Забраните за пушење во рестораните или менувањето на социјалното однесување на цели категории луѓе со агенда да се промени свеста за пушењето? Второто. Првото е само помошен елемент. Значи, не можеш да решаваш свеста со законодавство. Што ќе ми донесеш утре закон дека не смеам да одам во ВЦ од 12 до 15 за да штедам вода? Мислам, знаеш како? Туркате страшно опасни тези. Излезете, денеска беше дебатата, излезете, јавно ве повикувам, сите заговорници на законот. Излезете да ги соочиме аргументите. Очигледно гледам дека во тој блок што го турка законот има многу небулози и многу незнаење во што влегуваат. МАН, односно Македонската асоциација на новинари, кажа дека е тоа фантастично добар предлог. Го разгледавте ли добро законот за да... Вака, значи јас ти кажав, јас не можам да зборувам од името на МАН, затоа што јас сум основач на МАН пред 10 години. МАН си има сега, нели, своја структура таму, своји носители на функции, ќе треба со нив да разговарате. Добро, дали го видовте законот? Јас законот го видов, можам да ви зборам само како главен уредник на Нетпрес, на човек кој оформил медиум, кој бил пионер во интернет новинарството, од таа гледна точка. Не можам ни од МАН, ни од ЗНМ, ни од било кој друг телевизор. Ајде од твој аспект, пошто си приватен собственик на медиум. Што кој кажав? Добро да, од твој аспект. Ти се согласуваш ли со тоа дека твојот капитал вложен во медиумот не раководи со медиумот, туку раководи собир на работни луѓе и граѓани? Со тоа што ти не можеш да наименуваш уредник наместо тебе, или било кого како уредник, доколку не се согласат 80% од луѓето што се вработени во редакцијата. Нормално секогаш кога поставуваш уредник во една редакција ги консултираш луѓето што не е нормално. Ги анкетираш. Значи, не е нормално, тоа зависи од тебе како собственик кој процес ќе го направиш натре. Значи тоа ќе направиш оваква новинарска редакција кој ќе бизнис модел ќе зависи да работиш, кога ќе го почувствуваш теренот, ќе видиш кој е право, дали јас или ти. Ја не можам на новинарите да им донесам уредник кој никој не го поднесол редакција зашто мене ми е симпатичен. Но тоа законски да биде регулирано е навистина неприфатливо. Тука има во член 4 трета ставка заштита на морал и углед и правата на другите, зачувување на независноста и авторитетот на судската власт. Велите дека ова е добар закон. Може ли да образложите што е добро во оваа трета ставка? Околу цензурата всушност, која се наметнува. Може ли да ви го објаснам образложението во законот? Значи, се повикува владата во образложението на законот дека тоа е
ограничувањата се во согласност со ставот 2 на член 10 на Европската конвенција. Како легитимни ограничувања на слободата на изразување. Постоje 20 пресуди на судот во Страсбург, кои што викаат дека членот 10 е компактна целина и дека исклучувањата се исклучок и дека не може вториот став од членот да биде толкуван независно од првиот став. Токму тоа што го прави владата. Затоа што така се воведува цензура. Македонија не е прва што си игра вакви играчки со слободата на изразување. Веројатно нема да биде последна, али е страшно забегана во моментов. Добре, има пример одличен со Унгарија. Они се знаат во Унгарија. Ние треба да гледаме... Знаеш дека Унгарија е единствената земја во Европа која што има вака предвидено тело во законот која што се регулира. Единствена. Потегот на Орбан. При што кампусот што се залага за закон јавно тврди дека цела Европа има медиумски закони. Сеопфатни медиумски закони, 4 земји има. Хоче влезе Хрватска, ќе бидат 5 од 20 и кусур. Ние дебатата за законот не сме отвориле, а на 31.5 се соочуваме со муабет дека ќе ни се донесе закон. Затоа што еднаш ќе викам. Соберете се од тој кампус што го барате закон и седнете да правиме мовет. Ќе дојдете ли на следната дебата, колега? Нема проблем, ќе дојдам. Значи, јас до сега бев на неколку такви, бев и на средбите што ги организираше министерот Ивановски, и други медиуми таму разговаравме. И од сите тие работи, заклучокот е дека ние највише, најголемата болка имаме во законот за авторски права, всушност. Добре. Тука ни е нас најголемиот проблем. Ајде да го решаваме законот за авторски права. Ајде да го решаваме законот за авторски права. За закон за медиуми. Да, ама од друга страна, значи, од неновинарската страна, од комерцијалната страна, значи, како што ти реков, Роберто, има сајтови кои екзистираат под здруженија на граѓани, не се ДДВ обврзници, живеат од грантови, а ја буткаат цената на рекламниот простор на интернет. Докажи го тоа. Најголемото туркање на цената на рекламниот простор во моментот го прават весниците кои што имаат интернет сајтови. И јас ти кажувам, докажи го вашето. Точно, и весниците ја буткаат цената, Значи, меѓутоа и тие сајтови што примаат донации од разни фондации. Владините реклами не сметате ли дека се најголем проблем, како што беше нотирано во извештајот на State Departmentот? Дека таму всушност лежи најголемата корупција. Не сметам И дека најголемиот насочување проблем на уредувачката политика. Кога ние ќе дојдеме на пример со листа од медиуми, со пазарни показатели, значи посетеност, влијание, сите тие други работи, ќе се бориме за да си добиеме во случај владени реклами. Зошто ни се неопходни владени реклами? За да го спасат медиумскиот простор од кризата во која што се најде. Воопшто не се неопходни владени реклами. Не велам дали се неопходни или не. Меѓутоа, кога државата троши средства за такви работи, јас како приватен, значи зошто јас не би земал дел од тие реклами? Можеме да се откажеме. Ајде да ти го поставам прашањето од обратен аспект. Парите кои што ти ги земаш се дел од јавните приходи на оваа држава. Добро. Така? Зашто бе наеднаш кај тебе да завршат во приватен джеб? Што е буџетот? Начин да ги прелеам јавниве средства во приватни джебови? Види, македонската влада не е ни прва ни последно светот што се рекламира. Многу влади се рекламира. Не може да се спореди воопшто. Апсолутно нема никаква влади споредба. Се рекламираат многу ретко и во Америка се разбира многу за стратешки работи. Сте се запрашале ли на пример зашто едни од помошните фирми у Македонија не се рекламираат? Тоест се рекламираат во одредени медиуми. Зашто сите еве вистинската дебата. Еве вистинската дебата. Нели постои ли страв кај тие компании да се рекламираат кај критички настроени медиуми? Прашајте ги компаниите, не ме прашувајте мене. Меѓутоа земете една листа од компаниите, не знам, топ 10 во Македонија кои да се банки, вакви, такви, не е битно. Зашто нигде ги нема? Знаете какви фирми има во Македонија, колку пари вртат големи? Зашто ги нема? Зашто ги нема? Зашто ги нема? Зашто ги нема? Ја прашам зашто ги нема. Одговор да кажам. Зашто одредени медиуми добиваат од одредени фондации пари, одредени никогаш не може да добијат. Проблем.
Еве ја ќе кажам за Нетпрес, да, пробам. И што би одговорот? Значи Нетпрес е комерцијален објект, субјект. Не може да добива донации или грантови или како и уште не да ги именуваат, не е ни важно. Колку е висината на сите грантови? Значи, колку е висината на сите грантови? Не ставя колку е висината на сите грантови. Него гледам дека истите проекти како Нетпрес отпосле ги добива. Ова е важната Мене не ми е јасно. Ова е важната дебата. Колкава е висината на грантовите во Македонија што се дадени на медиумите? Вклучително на сите ако се вика донатори во Македонија. Не знам, Роберто, ти си таа бранша, ти знаеш поточно. Ја не знам. Ја можам да ти кажам колку се рекламите во интернетот. Колку се рекламите? Во интернетот? Не само во интернетот, воопшто во сите медиуми правиме момент. Колку се рекламите? Значи, можам да ти Колку се рекламите? за интернетот колку се само рекламите. владата 18 милиони евра. Зашто правиме муабет? Другите медиуми не. Тоа што го збориш ти дека е 500.000 евра, и помалце. не сум баш сигурен дека е така. И помалце. Основниот проблем И е помалце, сега правиме истражување ќе ги видиш бројките. И помалце. Селективноста што владее во однос на. Значи не е тоа селективност, тоа е создавање на плуралност. Некој проект да биде комерцијален, а истиот Значи, така тоа е создавање на плуралност. Не викам тоа да се реши со Зашто закон, да се говориме? зборуваме друга. Создавање на плуралност е тоа. Во моменти кога тебе те гази преку владини реклами, А треба да се реши со закон сегментот, оној што зборевме со Роберто, дека Сдружение на граѓани прави информативен сајт, зима грант од фондација и продаа реклами на пазарот и тоа по цени енормно ниски. Кажи го пример. Што не може ни да екзистира. Јас сум таа работа, знам како се екзистира. Еве вие сте сега со Нова ТВ, знаете како збориме конкретно кој е сајтот и кои се цените. И кај е туркањето? Слушај сега, јас не сакам тука да напаѓам колеги или не знам што. Ама иначе ја те лоцирам дел од проблемот и зошто ни е потребен дека МП е најголемиот проблем во моментот. Зошто ни е потребен закон за медиуми? Значи не ми објасни зошто не е потребен закон за медиуми. Напротив, Напротив, тоа што го кажа, ти го кажав дека не е така. Тоа што ти го тврдиш дека треба да го регулира, токму тоа не го регулира, туку обратно. И ти онатаму викаш дека не треба закон за медиуми. Предлог нацрт законот што е го регулира она што тврдам ја дека е проблем. Убаво го регулира. Што регулира? Баш токму тоа, дека Дека треба не да може се Сдружение на регистрирам со граѓани? име и презиме за да функционираш на пазарот. Не може да си Па се регистрираш, партизан. го регистрираш доменот, кога го регистрираш доменот веќе има една пречка, доменот може да се продаде само на правно лице. Сега таа контрола оди уште подалеку, корпоративизација на јавен простор. Тоа е зашто се залагат. Со доменот си е марне, ти си има прописи таму И се уште еднаш ќе се регистрираме. Следно што ќе биде, што ќе регистрираме друго? Ја ти зборам за Ќе ги регистрираме и новинарите, ќе ми ставиме овде кој се вика плочка. Па добро, лиценца ќе биде потребна за новинари, но Нова телевизија постојано планираме да има дебати на ваква тема. Колегата Николовски рече дека ќе присуствува на следната која е организирана од Центарот за развој на медиуми на USAID. Ви благодарам што бевте гости, Дејан Николовски и Роберто Величанец.